Добар ден, почитувани ученици. По завршување на вежбите за превенција од деформитети, продолжуваме со следните две теми, а тоа се вежби за обликување на мускулатурата на телото и вежби за подобрување на моторичките способности на телото. Од тие две теми ќе го направиме овој час, кој што ќе си го направиме со стандардна структура на час. Во еден дел од час се резервираме 2 минутки, 3, ајде речеме, 6 минутки ќе дадеме за подготвителен дел, да ги стегнем сите мускули на телото и потоа во главниот дел од часот, кој ќе оставиме некои 10 минути, ќе направиме вежби индивидуално, без употреба на некој реквизит, некој помагало, кој што би требало да ја подобрат вашата сила. Ајде речеме така, општа сила ќе биде сега овој час. Инаку за подсетување, часот ќе биде снимен во 360 степени технологија, каде што од вашата лева страна ќе може да ги видите сите елементи и техники изведени во страничен навод или бочно. На вашата десна страна ќе можете малку да свртите и да ги видите сите вежби како се изведуваат од задна страна, од позади. Значи некои вежби добро да се има представа како изгледат од напред, кога објаснува од ова место професорот, но на двете страни ќе можете тоа да го видите од сите можни англи и да створите една представа за што подобра техника на правилно изведување на сите вежби. Сега ќе започнеме со загревање, ќе му дадам можност на колега Стефан да ги изведе вежбите и почнуваме. Повесте. Одиме со лесно подскокнување. Ова може да правиме и напред и назад. Може и страна. Ова одиме со кружни движења, десна печка. Со десно истегнување нагоре. Одиме со висок отсетнување, со дигнење на раце, а напред. Може и на назад. Земи високо воздух и издувај. Од тука одиме во вежбица истегнување. Поред, почнуваме по еден редослед. Ќе ги опатиме сега рамениците или раменскиот појас, исто време со двете раменици, кружни движења кон напред. Едно, ајде да речеме 8 до 10 повторувања да направиме, за да како полека се раздвижиме, бидејќи ова ќе ни е потребно. Одиме сега назад, убави максимални кругови колку е тоа можно, не? Од тука може наизменично лева, десна, горе, долу. Ова е веќе малку подинамично, пријатно, но гледате во 8 до 9 повторување веќе што повисоко и што пониско да одат рамениците. Ги протесуваме малку. Ќе направиме вежби за раздвижување на мускулатурата на вратот, бидејќи таа е овдека и поврзана. Одиме со нормален став, со напред, назад, 8 барем 10 повторувања да направиме напред и назад. Нека биде 5 напред и 5 назад, 10. Можеме сега со свртување на главата во лево максимално и во десно, по 5 пати на секоја страна, да ги истегнеме овие вратни мускули, кои што помагаат за подобра изvedба на сите вежби подоцна во главниот дел во часот. Добре, сега би било убаво да се опуштиме со кружни движења со глава напред и назад. Кружно движење е сега во десна страна. Почнуваме
8. И одиме на друга страна. По завршување на оваа вежба, полека застанувате, бидејќи малку нели ќе се врти просторијата, ќе поминеме на вежби за истегнување на раце. Одиме од ги имавме во загревање, но нека биде од став споен, малку раце напред, двете во исто време, нека бидат 8 движења и сега од овдека едната од долу ќе одиме во вежба пливање, наизменично го напред, назад, назад и назад, како да пливаме крвно, исто по 5 на една и 5 на десна страна, нека бидат 10 кружења. Ред. Од тука, со став споен, споени прсти, прстени, напред, горе ги истегнуваме прстите најмногу, нели на рацете. Па сега може на десната рак да испружиме, шакар кон горе, ќе ги повлечете прстите, ќе стиснеме долен дел, особено лактица, често неупотребувана вежба, но потребна сега во овие вежби кои што ги дадеме за сила во главниот дел од час. Ова можеме и со прсти наблу да го направиме, сега горен дел од лактица ќе се истегне. И уште еднаш, на левата рака, свртуваме прсти наблу и ги истегнуваме. Сега одиме на десна рака, например, во натрачување, свиткуваме полека позади врат и буткаме со другата рака, лато да го влечеме кон главата, убаво да се истегне. 10 на секунди барем 15 задржиме, поминуваме рака. И следна вежба ќе се набрземе, пробаме да ги фатиме, едната рака како станува, другата одоздола свиткана и пробуваме да ги фатиме прстите на едната и на другата страна. И да не може да ги фатиме, барем да ги доближиме на друга. Менуваме рака и пробуваме да ги фатиме прстите или барем да ги допреме, толку е можно добри да се повлечат. Во ред. Одма драшчев став, поставуваме раце свиткани на врат на глава, може прекрстени фатени прсти со засуд, со две цимнувања лево и две во десно. Овие засуци ќе пробаме во следната варијанта да ги направиме со подигнување на нога, малку е посложено, но баш добро ги раздвижува мускулите и зглобовите на ребетот и на мускулите на трупот. Во ред. Сега да пробам оваа вежба, иста. Десен лакт и лево колено. Малку е за истегнување. По две повторувања. Нека биде. И 8. Правите 10, 2, 12. Ред, по тука одиме со отклони малку во страна, да ги стигнеме страничните делови, со фатени раце, одиме лесно, полека спуштање на едната страна. Издишуваме, заставаме на средина. Пак се враќаме горе. Сега пробаме да задржиме 7-8 секунди, пак полека. И пак на друга страна. Ред. Сега ова вежба малку ќе направиме и динамична, но со подигнување на прсти, да го зголемиме овој дел и да го промениме. Поголемо свиткување, за да подоцна вежбите кои што ќе бараат употреба на странична мускулатура и биде полесно да ги изведеме. Во ред. Отлично. Одиме сега од став споен,
Спревалуваме на изтегнување на нозе, на предната страна на коленицата, ја фаќаме, овдека и се обидуваме да држиме равнотежа, да туркаме со колкови кон напред, но да ги повлечеме, стопалото да го повлечеме на назад. Колку повеќе туркаме напред со колкови, толку подобро ќе ни се изтегне над коленицата. Сменуваме сега друга нога. Ќе почувствувате топлење на мускулот, ќе пробате да турнете напред, да повлечете назад, уште повеќе да затегнете, па може би ќе ве натратирате во вага, но ќе пробате да се исправите. Во ред, овдека, еве, можеме од став споен кога сме веќе, може да направиме пријатко напред, полека спуштање, без да се свиткаат колениците, кој може ќе дофати до скочните зглобови, кој може ќе фати на стопалото, но сепак со поминување на времето од 5-6 секунди, веќе самиот организам ви дозволува да попуштите, да се подпуштите уште малку понапред. За да биде потешка малку вежбата, малку се оладуваме, се исправаме и сега. Лева преку десна вкрстуваме нога, даваме акцент да изтегнеме повеќе задната нога, во ваш случај десна, нога лева, и кога ги се пуштите, значи предната нога не би требало да ја дозволи на задната нога да се свитка во коленица и да имате ефективно изтегнување. Одиме и на спротивна страна. Од поширок расчекорен став, да направиме уште неколку вежби, но да ги опатиме и другите мускули. Од поширок расчекорен став почнуваме на лева нога во ваш случај и задржуваме 10 секунди, може да се подпрете со две раце, со една може и без рака, но овој внатрешен дел на испружената нога убаво ќе се истегне, иако нели бара малку сила и на подшушнатата нога, но битно е да ги задржите стапалата на подлогата и напред, за да убаво ви се истегне ова натрешна мускулатура на нозете, на надколеницата. Малку може да расчекорен став да турнете напред со колкови, за да исто дадете акцент на препоните. Од овдека се спуштаме на лева нога, може да се помогнете со рака, но прстите на испружената десна нога ви се кон горе, таванот, кон плафонот и пробувате со истата рака да ги повлечете прстите назад, ќе почувствувате на целата задна страна истегнување на мускулите. Одиме на спротивна страна. Малку може да ги протресеме нозите и полека да се припремаме за главниот дел од часот и ги даваме добар дел на вежби. Доста ги опатиме сите мускули или сите групи на мускули, за да имаме убави можности за вежбање во главниот дел од часот. Да продолжиме со колегата Филип. Добар ден од мене ученици. На секоја вежба ќе имаме малку полесно и потешко ниво. Така на првата вежба полесно ниво ќе биде да го допреме коленото, а потешко ако го допираме стапалото. На 8 повторување ќе правиме пауза, мала кратка пауза како што работевме минатите часови и ќе се обидеме да завршиме 16 повторувања. Значи, лесно ниво 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мала пауза. Аз ќе се обидеме да го направиме сега се допира стопалото, ќе видите ако можете, значи, ако не ќе се вратите на полесната варијанта. И одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одлично. Малко одмор. Во меѓувреме ќе објасниме сега. Полесна варијанта на чучување ќе биде да чучваме до пол,
до половина или тука некаде, а потешка варијанта ќе биде подлабоко чуцување. Исто така, на 8 повторувања ќе одмориме. Раците може да ги држите и вака, за да биде поедноставно во движењето. И полеко одиме, значи надолу, нагоре издишуваме. Еден, вдишуваме надолу, издишуваме нагоре. 3, 5, 6, 7, 8. Малку одмор. Кратка пауза. Гледате да бидат квалитетни повторувањата, значи целта е нормално да чучете подлабоко, пониско долу. И да ги довршиме, уште 8, одиме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Малко одмор. Сега ќе се вратиме на една вежба што ги вклучува како и првата повеќето мускулни групи. Тука, ако ви е многу тешко, значи се разбира како повторување може да направите, ако не може идуште, но може да работите и од коленици. Како варијанта, сепак пробајте да од стапалата да ја направите први вежбата. Ќе го броиме секој повторување, бидејќи е малку потешка вежба. Значи од потвор на подлатици планк се качуваме горе. Се спуштаме долу, се качуваме горе, тоа е 2, 3, 4, полека на спуштањето не удирите, 5, 6, 7, 8. Одмор. Така може да ги правите, пример првите 8 со една рака качување, пример десна, лева се постојано и спуштање десна-лева. А сега може да направите обратно од таа прва серија што да работевте. Целта е да не паѓате само надолу, значи не се спуштате нагло, без контрола, туку полека контролирано да ја ставите подлатицата да не биде удирање надолу. И одиме да ги довршиме повторувањата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Говориме. И се вратиме пак во стоечка положба. Така да ќе наизменично менуваме мускулните групи што ги активираме, да може да изработи по-квалитетно една вежба за труп, една вежба за нозе. И одиме сега со ичекор наназад, раците може да бидат на колков. Гледајте само да не биде краток ичекор, да се повториме во секој од овие вежби, значи имате бочна варијанта и варијанта писан поглед, да видите како изгледа, како се работи вежбата странично, како изгледа назад, ако не е јасно. Значи подолг чекор наназад е оно што ни треба сега во оваа вежба и телото да остане вертикално. Добре? Ајде одиме, значи само левата нога ќе оди наназад, само едната нога по видеото ќе биде обратно само. Едната нога 8 повторувања. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одиме со другата нога. 1, 2, 3, така. Држите полото вертикално. 4, 5, 6, 7, 8. Да, ова е една од потешките вежби денеска. Ако правите целосен ичекор, значи оно коленото да се спушта, да не грешите со краток чекор, без коленото да пропаѓа надолу. Значи така е многу пати полесна вежба. Земете длабок вдих, издишете и одиме уште 8 пак со левата нога назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Малко одмор, само кратко 10
секунди, 3 и одиме со десната. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И протресуваме нозете. И одиме сега да правиме склекови. Ќе ја видите и полесната варијанта, склекови од колена и нормално склекови како што е она права варијанта од стапала. Значи може да ги работите според вашите можности, а сигурно до сега не ви работите склекови, знаете кои си да не морате да пробувате, знаете која варијанта ви одговара. Така што одиме. Цели 8 повторувања и пауза, ако може. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добро. Гледате да се спуштите целосно најдолу и целосно исправање на раците. Одиме пак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така, малко одмор. Сега ќе направиме вежба за грб, каде што ќе ги криеме во исто време двата, да кажем, и трупот и нозете. Дланките може да ги држиме лабаво тука, значи не може да бидат фиксирани со преплетени прсти позади глава. 8 повторувања и потоа ќе направиме одмор. Значи ги криеваме и нозете и трупот со главата. 1, полека спуштаме. Внимавајте. Контролирано спуштаме. 4, 6, 7, 8. Малко одмор. Значи целта е не само да паднеме надолу туку, поспоро 2 секунди да ни трае спуштањето. И одиме уште 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Малко одмор. Така. Сега ќе направиме вежба, каде што слично како што работевме еден час. Имавме вежба, што ги активира стомачните мускули, со качување и наизменично засукување на трупот со коленото, како една вежба во загревањето што ни беше стојачка положба, ќе се обидеме да дојдеме поблиску со лактот до коленото. Значи се креаме едната нога да останува долу, одиме допир, 1, 2, 3, значи малку се вртите, 4, 5, 6, 7, 8. Така, и одмор. Значи, низ линијата коса линија на телото, десниот лак до левото колено и левиот лак до десното колено. Издишувате нагоре, што е многу битно за вежбите за стомак, а вдишувате кога се спуштате. Ќе одиме уште 8, може? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одлично. Малко одмор. Ќе направиме кревање на едната нога, значи, од стапалото, целото тело, а другата нога ќе ни биде едноставно во воздух, може да ја држиме исправена. Целта е, значи, да не пуштаме многу со рацете, лакте да може да ги држиме по ногото, но може да ги држиме и горе, за да биде потешко. Значи, полесна варијанта. 8 повторувања на една нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ги минуваме носете и одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Малко одмор.
И ќе повториме уште 8 повторувања. Одиме пак. Првата нога што работевме, во случај со десна нога. И одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ги менуваме нозете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одлично. И сега ќе искористиме по можност. Можете кревет дома, било како, значи, волсет. Взимавајте ако користите столче или фотелја, да не е со тркалца, подвижно. Може да го подпрете од зидот, да не ви избега случајно, да не тргне назад, да е стабилна подлога. Значи, внимавајте при употребата, затоа испоменам, значи, кревет, потврсто или во тоње подсрсти столче, што нема тркалца. Полесна варијанта ќе ни биде со совени колена близко стапала, потешка варијанта ќе ни биде со исправени нозе. И имаме спуштање длабоко на телото и се подигнуваме. И одиме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одно. Внимаваме тука на дишењето, издишуваме нагоре, дишуваме надолу. Ако не можете да извршите со потешка варијанта, одите на полесна. Во секој случај гледате подлабоко да се спуштате, да пропадне телото заедно со колковите надолу. И одиме пак близко до дупата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Така, ученици, тука ќе олабајме малку, правиме само кратко искривување, за да ги олабајме мускулите и со тоа ќе го завршиме часот. Одиме, положимо на стомак, популарното хмиче, значи поглед нагоре и земаме воздух, сакаме да го погледаме таму. Се спуштаме надолу. Полесна положба е расите кои се напред, потешка положба е близко до рамениците. Вред. Одиме сега. Стегнеме малку задња ножа, внатрешна ложница, на ложа внатрешна. Го држиме коленото притиснато, со другата рака го фаќаме стапалото и издишуваме и се стегаме напред. А ако сме поеластични, ќе се обидеме со двете длаки, да го фатиме стапалото, но при тоа да не ни се крене коленото по воздуха. Одиме сега и со другата. Значи, први, да кажеме ова, полесна варијанта, издишуваме, се спуштаме напред, се влечеме со раката што го држи стапалото напред и ако сме поеластични, со двете дланки го фаќаме стапалото и се спуштаме, но при тоа коленото да не се качи нагоре. Така, ученици, едно лабавање, потресување на рацете и нозете. И тука го завршуваме часот. Се разбира дека можеш и повеќе вежби, но во овој случај во концептот на време се обидуваме да вклопиме оно што е најнеопходно.